што си го ветвувавме 3 години наназад, официјално со новата сезона на Утринска на Тилма, рековме ќе се обидеме да направиме неколку убави телевизиски преседани и кујната ние овој пат да ја сместиме на адреса во случајот кај некој од нашите врвни кулинари. Ја велам секој пат дека си еден од врвните топ 10 кулинари кои што вистински знаат да не доближат до традицијата, убавиот вкус, ама и до футуризмот. Така некако се обидува нашиот Dave's Kitchen или Давор, кој што често пати си го гледате можеби на Телма телевизија, ама и на неговиот официјален YouTube канал. Колку веќе отприлика 100.000 луѓе за сиве овие години, мислам дека ја стигнавме бројката, она што не знам, можеби си го постави како визија и прагматичност дека ќе сакаш да стигнеш до сечија домашна македонска адреса, ама јас би рекол сега многу пошироко. Така е, собрано од сите социјални медиуми, Instagram, Facebook, YouTube, околу 180.000. Сериозно, што ти прави најголемо задоволство на душа со тоа што сега имаш таа голема заедница на луѓе? Некако мислам дека чувствуваме обврска секојдневно, да се поврземе и веќе обврската стана поголема со оглед на тоа дека те очекуваат барем секој ден по нешто да најавиш. Да. Секојдневно ги споделувам рецептите, она што најмногу нели ме исполнува е тоа што многу луѓе учат со мене како да готват, да прават рецепти и како нели да ги соберат пријателите, семејството и да уживаат покрај трапезата со домашно подготвена храна. Ако те прашам кој ти најбавиот период од годината, зиме, лете, пролете, есен, независно кај што најмногу се чувствуваш безбедно во кујната, иако знам дека секој рецепт добро си го адаптираш, си се научи веќе, ама кои ти се најбавите? Така, секоја сезона си има нели своји придобивки, своји состојки кои што ги имаме само во таа сезона. Меѓутоа, бидејќи јас повеќе сум за печење работи, јас сакам есента и зимата, бидејќи тука нели може да се месат работи, да се прават различни колачи и така на. Сакам да те прашам, Давор, пред да почнеме со еден од можеби најбавите рецепти кои што ќе ни ги направиш, колач, овој пат благо. Кој рецепт ти е се уште при срце, најтопол? Не знам, нешто што потекна од твојата баба, мајка, татко, независно. Еден од најдобрите рецепти што секогаш ќе ги памтам е овој токму колач со јаболка, бидејќи нели сега е есен, сега е сезоната на јаболките. Ова е еден од првите рецепти кои што го имам и објавено на социјалните медиуми. Ова зборме кога се враќаме на почетоците? На почетоците, сериозно, да, бидејќи многу е лесен за подготовка, состојките верувам дека сите ги имаме по дома, особено во есенскиот период. Тоа се ореви, суво грозје, цимет и јаболка како мирис на есен. Мирис на есен. И она што најмногу ми се допаѓа кај овој колач е тоа што сите состојки се ставаат во еден сат, се меша, немаме ни миксер, немаме ни некои посебни алатки за да го подготвиме. Сите состојки се мешаат во еден сат, се истура целата смеса во калап за печење, се пече 45 минути, се посипува со шеќер во прав од згоре и колачот за со кафе, за со чај. Идеално. Да. И најважно е имате цела таа убава прекрасна арома во случајот и во кујната на Давор, ама тоа може си го дозволите вие. Затоа велиме поинако е кога доаѓаме на некоја домашна адреса, се чувствуваш многу поудобно отколку да речеме сега си во Тилма, треба да ги најдеш на латките и така натаму. Овде е така, да. Свој на своето. Така. Да. Добро, може да започнеме, чисто можеме само да им споделиме, иако нели ќе има тука некаков испис кој што ќе си забележат луѓето, нашите пријатели на Утринска на Тилма, кои се состојките, ама чисто нака да им споделиме. Така, значи ќе ни биде потребно 250 грама растопен пудер, 2 јајца, 120 грама шеќер, имаме 100 грама ореви сечкани на покрупно, 120 грама суво грозје, 4 до 5 јаболки во зависност од големината, излупени, исчистени од семките и сечкани на листови. Потоа имаме околу 350-370 грама брашно во зависност од тоа колку е нели суво или мокро брашното, па за да видиме како ќе впие течноста. Имаме 2 лажички сода бикарбона, 1 лажичка прашок за печиво, 2 пакетчиња ванилин шекер и 1 лажица голема цимет. Цимет. Да. Иако е многу количински цимет, една голема супена лажица. Ке те прашав, аха. Да, сепак јаболката ќе го абсорбираат и нема толку да биде јако при конзумација на Види, ако ме прашаш мене, половина тоа ставам на една чинија сутљач. Така што, меѓутоа, не го пробувајте предизвикот сув цимет во уста. Тоа би било, не дај Боже, тоа не правете го дома. Сакам да прашам, мириса на есен, дали во овој случај може, например, да речеме субститут некој да внесеме? Апсолутно, значи наместо јаболки може да се користат рендана дуња или пак тиква? Апсолутно може и тиква, да, на потенки листови сечкана или пак рендана. Може да се користат и круши,
Значи оставаме наместо суво грозје може и брусница, наместо ореви може и други јаткасти плодови, лешници, Јасно. бадеми, може и да се изостават тие состојки за оние кои што се алергични на јаткасти плодови. Така да јајцето исто така за постна варијанта може да се замени со нели мелено чија семе со вода потопена да стане како веге избор така, да речеме. Да, вегетаријанска или веганска опција и путерот нормално да се смени со маргарин или пак со масло. Супер. Да. Од прилика колку ни се потребни минути вака чисто ако гледаме сега нутринска телма за целиот рецепт со се печењето? Околу 50 минути, 45 за Секупно. печење, 5 минути за подготовка. Добро, стартуваме во овој момент. Следете ги убаво добро пасвата на Давор или Dave's Kitchen. Како што кажавме, пред колку години го беше објавено рецептот? Има поминати Пред се? 9. Пред 9 години. Пред 9 години. Сакаш да ми кажеш дека Dave's Kitchen започна пред 9 календарски години? Да, во март 2025 правам јубилеј од 10 години. Чекаме покана. Обавезно. 10 години. Одиме Обавезно. путер. Во сад го ставаме растопениот путер. Ова може да се подготвува и во тенџера додека се топи путерот да се на пониска температура нормално да не се сварат јајцата. Така. Се додаваат сите состојки, се меша со жица за матење. Има нешто, велат, многу поубаво искуство кога е со лажица за матење колку миксер. Некако како да имате Апсолутно. поголемо чувство Да, на да. Се додава на самиот шеќерот. рецепт. Се додава шеќерот. Може, Супер. може да се замени со мед или пак со стевија за поздрава варијанта. Овде имаме две пакетчиња ванилин шекер. Сето тоа го мешаме, Супер. го додаваме брашното. Супер. И ова му треба сега малку да се направи некаква хомогена смеса. Така, цимето, првим сите суви состојки, содата и прашокот за печево. Сето ова сега ќе го промешаме. Или како замириса веднаш на есен. Цимето создава чувство носталгија и знаете, штом почнува септември до ноември, декември, па и повеќе, мислам дека циметот е важна состојка во кујната. Не ги промешав сите состојки заедно за да полесно нели и јаболката се Еве вака како Да, кажеме, значи малце само колку да се само. соединат, Така. меѓутоа не комплетно. Ги додаваме јаболката и Супер. со шпатула или пак со дрвена лажица ги мешаме сите состојки заедно додека не добиеме една хомогена смеса. Инаку рецептот датира од како ми рече, од кога и од кого? Датира Семено? од мојот идол за готвење Анабел Ленгбайн, кој што е од Нов Зеланд и всушност и почетоците Мојата земја. Да. Мојата омилена земја. Од почетоците ги започнав нели гледајќи Анезе и навистина има интересни прекрасни рецепти кои што нели си ги адаптирам со наши состојки, со наши пократки постапки за подготовка, нели за помалце време да поминуваме во кујната. Станува збор за искусна новозеландјанка Апсолутно, да. во кулинарството и Да, гастрономијата. да, да. И до ден денешен Може се би уште број може. еден во Нов Зеланд. Сериозно? Да. Потоа ги додаваме, значи откако ќе ја добиеме оваа хомогена смеса, Да, одлично извија, мора да признам. Одлично. ги додаваме и сацканите ореви и сувото грозје. И тоа се промешува. Промешуваме само кратко, колку да се соединат и смесата ја префрлуваме во околу тавче. Практично содата и прашокот за пецило ќе помогнат нараснат. малку за да И јајцата, да, се сите нарасне. состојки заедно. Супер. Сега го префрламе во тавче за Сега го префрлуваме во тавче за печење, округло, обложено со хартија за печење, премачкано со путер. Супер. Одлично. И како со што- помош на шпатулата ќе го изравниме. Измазниме, да. Ќе за да се биде- распореди добро во тавчето. И практично ова, да речем, Околу новитети 4. во овие тавчиња, тоа што на крај само го отстранувате Така. овој дел, да речеме, страничниот. Ако сакаме коцки да подготвиме, можеме во правоаголно тавче да го направиме, така да Предпоставам дека ако сакаме дупла доза од така, ова за неголемата тава. за од неголемата, значи ја ги додаваме сите овие Потребна. состојки Да, плюс да, додаваме. да. Супер. Значи измазнуваме со помош на шпатула и во загријана рерна на 180 степени околу 40 до 45 минути ќе проверуваме нели со чепкалка кога ќе биде- излезе сува. Супер. Од озгора ако сакаме можеме секако и да Од озгора ставаме шекер украс. во прав на Така? крај и шолја чај, шолја кафе И да е и доволно. добро друштво, да. И добро друштво.
Оди ова варирна, 45 минути на 180 степени. Супер, одлично. Кога сме кај нашиот благ рецепт од кујната на Давор или Dave's Kitchen, во моментот по 45 минути колачот од јаболка со цимет е целосно готов и ќе го сервираме, и ќе го дегустираме и ќе уживаме. Како рековме, сезоната која што започнува на Божик, на печење, на се она што што асоцира на такви празнични мигови. Верувајте ми, не знаете каква арома во моментот има во оваа прекрасна кујна. И мора да признам дека и фантастично изгледа. Иако се пече во округлодавчен механизам што се отстранува, нели сепак со една ваква шпатула убаво е да се отстрани. Така, ако има нешто залепено, со чечкалица или чечкалка си го проверувате, меѓутоа еве како излезе на крај и она што е најважно како финално, final touch, во едно стаклено звоно ќе го сервираме овој прекрасен колач кој што баш како што кажавме асоцира на периодот кој што ни предстојува. Одлично. Рековме рецепт кој што доаѓа од фантастичната новозеландјанка Анабел Ленгбај. Смееш слободно. Смеам. Само да ја прикажам на нашите гледачи за која дама станува збор. Тоа е фантастична дама која што е добро препознатлива, особено за интернационалната кујна или за новозеландјаните. Фантастично. Нејзин рецепт, така? Од тука го позајмивме рецептот. На крајот шекерот во прав нели како декорација за колачот. Може да се сервира парчето со изматен шлак, со џем, домашно подготвен нормално или пак оставам на гледачите, значи буквално може да се сервира со шулја кафе, со шулја чај, оставаме на фантастично. Пожелба. It's a Christmas time. Она така ме асоцираше баш време на празниците. Снегче, да. И нели, ова може да се виде нели баш како остаток од денот, повторно ако сакате, ќе си го поклопите, меѓутоа изгледа фантастично. Прекрасно. Може да пресечеме. Можеме сега да пресечеме, тоа ми беше мене омилен дел да малце ќе почекаме да си излади за да нели се пресече убаво парче. Прекрасно. Само тоа забележете како прекрасно изгледа, леле како мириса прекрасно. Супер. Уште еднаш, ова беше нашиот избор во оваа денешно издание на Оброкот на денот и ти благодарам уште еднаш што не пречека во твојата кујна. Драго ми е што дојдовте и се надевам дека ќе се дружиме повторно со нови интересни креативни рецепти. За скоро. Уживајте. На здравје.